ти остана ли нешто така неостварена желба со Сонја, некаде може би да патуват или нешто? Па има повеќе дестинации. Не сме биле на многу места. Што вика Јоксимовиќ во една песна, постојат многу места на кои што не сме биле. Така ете, тие наредни 20 години веројатно ќе одиме на некој од тие места. Он има некои дестинации на кои што би сакала да оди. Кажи Сонче, на која бич сакаш да одиш? Па не се баш со плажи тие места. Израел. Следната дестинација би сакала да биде Израел. Тоа за 8 март помина. За годишница. Тој секогаш од почетокот се луташе кога беше Филип мал, зошто не сакаш да патуваме, одевме најчесто до Грција. Јас го чекав периодот кога Филип ќе порасне и ќе знае каде одел и тој да ги доживее тие земји, веќе тој период почна. Посетивме неколку земји, знаеме да летуваме и повеќе од 20 дена, 25 на море и да посетиме неколку дестинации и сега ќе продолжиме. Следна дестинација планираме со Господ напред, само здравие, да биде Париз, бидејќи Филип го сака францускиот јазик, па да му исполниме таа желба, да го види Париз. Можеме заедно, ние планираме керката Би да ми носиме. било драго. Ние бевме сами, но сега со нејза Но ништо не ни вреди, пошто она не беше со нас, како да не сме Да, јас секогаш велам, штом Филип не е со нас, како не е тоа тоа. Да, тоа е суштината на едно семејство. Веќе не сме себични. Ја и Силви гледам дека не сме себични мајки. Јас се ставам на вистина прво Филип, па Огнен, па јас. Верувајте, понекогаш мојот однос према Огнен е и толку грижлив како да сум мајка Филип. Тој мајчински инстинкт, да, веројатно е толку голем кај мене. Втора мајка. Јас мислам да загубив егото од како станав мајка. Го нема она јас. Прво е дела. Секогаш мислам, нели, во множина, некаде јас не знам и дали сум на листата воопшто. За самата себе се, што и не чини. Што е реткост на денешно време да најдете такви женски особи. Да, ви гарантирам. Проверено. Затоа е проверено. Да. Во секој случај, сите тие искуства би сакала со керката да ги доживееме заедно, бидејќи знаете, кога сакате некого, еве, повторно љубовта, тогаш сакате да му покажете тоа што вас све воодушевува. Еве, погледни ова, сакам да и ги покажам сите тие слики во Лувр, за кои што коментиравме многу пати по енциклопедии, на кои што идувавме, да застанеме под Ајфелова кула, да се возиме по Сен. Значи, баш би сакала онака да го доживеете тоа заедничко За нашиот син има некои навистина желби чудни, да го носиме во Лондон за да го запознаеме со Хари Потер или Даниел Редклиф. Добро, да. Или Америка, во последно време ја спомнува Тоа е неговиот свет, така ги доживаме. Да, Хари Потер е неговиот свет. Значи, студиото 2 на македонска телевизија вечерва зрачеше од љубов. Јас се испотив, жешко ми е, едва издржувам, не е поради климактериумот, туку е поради волку многу љубов со која зрачат нашите вечерашни гости. Огромна благодарност, ми беше чест и задоволство да ми бидете гости. Мисијата Сексуална азбука. Не знам како да одјавам, останав без текст. Може би да го фокусирате насловот на Херман Хес, кој топло ви го препорачувам. Водете љубов, а не политика. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper